Додека притворените патриоти лежат во затворите, ни говорат дека доаѓала светла иднина. Место светла иднина, земјата ја покри темнина и ни го сокри сонцето. Наместо инвестиции и нови вработувања, замре економијата. Наместо поголеми плати и пензии, неисплатени плати и откази. Наместо мир и безбедност, бројот на убиства е зголемен. И животните се вознемирија. Кучињата почна да напаѓаат на луѓе. Тоа што глумците, пеачите, членовите на патриотските здруженија се во затвор, а убиците од Смилковско езеро се на слобода, е цинична и селективна правда на хунтата на власт. Доста беше размебитување на државата. Доста се поделби кај македонскиот народ. Дојде време да си подадеме рака и со заеднички напори да зачекориме смело по патот на Тодор Александров, на Гоце, на Даме, на Ченто, Брашнаров и други. Време е да се сплотиме, зашто ако останеме поделени, не чека пропаст. Почитувани, 90-та година ја формиравме ВМРО-ДПМН. И до денес, еден ден не ни оставија да се порадуваме со татковината. Затоа мора да се обединиме, додека не е предоста. Нешто мора да се промени. Воспротивно, еден ден ќе биде по старата македонска приказна. Што си посел, тоа ќе ждеш. Почитувани, се собравме повторно и бараме. Без одлагање, притворот на уставобранителите да биде прекинат. Политичките монтирани обвиненија за тероризам да бидат повлечени. Да престанат сите процеси на политички прогон. Да престанат малтретирањата и изживувањата. Веднаш да се пушта на слобода сите кои се опфатени со овој политички прогон. Воспротивно, ќе протестираме се додека не бидат пуштени на слобода. Заев и врхушката која апси недолжни апси недолжни патриоти еден ден многу ќе се каат. Дојде време да им кажеме рацете настрана од Македонија. Уште еднаш повикувам, веднаш да се пуштат на слобода сите кои се опфатени од овој политички прогон. Вечна да ни е Македонија. Амин.